Почитувани гледачи, добар ден, добро вечер со ново издание на емисијата Аргумент Плюс. Наша гостинка денеска е професор доктор Јана Манева-Чупоска, универзитетски професор и председателка на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Манева-Чупоска, благодарам што прифативте поканата и денеска сте дел од Аргумент Плюс. Малку да остапиме простори за уметноста и културата. Благодарам и вам за поканата. Така, кога треба, зборуваме за уметноста, за културата, за можноста таа да се го заземе вистинското местото што го заслужува во македонското општество, па некаде најдов и на напис дека уметноста и културата можат и тоа како да го придвижат и да го помогнат стопанскиот и општествениот развој вкупно. Дали е тоа можно и дали доволно место и простори се дава на уметноста и на културата? Секако дека уметноста сама по себе, да речеме како главно оружје, го користи концептот на уметникување, односно може да помести сериозни поместувања во едно општество. Тоа што велите се креативните индустрии, кои што како креативен концепт апсолутно може да го зголемат и они бизнис концепт на прилив на финанси во едно општество, во една држава. Креативните индустрии се многу значајни како еден сегмент кој што подразбира соработка помеѓу уметниците и бизнис секторот, односно сите оние претприемачи кои што имаат потреба од произведување, односно креирање на дизајн производи кои што имаат своја продажна продажна цена и се продаваат согласно сите оние договори кои што ќе ги постигнат. Тоа што е важно да се спомене дека како мало и скромно општество македонско, малку говориме за културата и за уметноста, не дека тука немаме проблеми, секако дека има проблеми и дека таа секогаш си го бара својот, како да речем, статус на делување, а тоа е секогаш во највисоките нормативи, во највисокиот врв на едно општество. Тоа е така бидејќи културата само по себе подразбира една човекова активност во едно општество. Значи, ние можеме да збориме за култура и за културни политики, ако културата ја сметаме пред се како сериозна мисија, која што има повеќе аспекти во нејзиното делување. Таа делува на сите нас како поединци во општеството, може да делува во целото општество, значи според тие секакви теории кои што се однесуваат на културата, апсолутно се однесува на развој на човековите, да речем, вредности и активности во едно општество. А ние како велиме дека културата може слободно да биде и наш амбасадор, но така, дали ние и го дадовме местото и улогата низ годините баш дали ја извишивме на едно такво ниво да биде баш наш амбасадор во светот? За среќа, мала држава, но имаме навистина репрезентативни личности кои што апсолутно професионално се препознатливи низ целиот свет по својата професија од областа на културата, односно уметностите. Тие ја презентираат својата земја од која што доаѓаат, ја презентираат Република Македонија. Тоа што можеби недостасува е уште поголемо влијание да се дозволи во опорите во општеството културата да биде доминантна. За жал во денешното општество години наназад, јас се сложувам дека некои работи не може да се создадат преку ноќ, но мора да отвориме повеќе простор за културата. Културата е апсолутно минимализирана, значи таа многу малку зборувам како едно глобално општество, значи како едно општество во целовитост во кое што ние можеме да збориме дека има влијание врз нас, како што можеме да збориме и за други држави. За жал во нашето општество доминираат други полоши естетики кои што веќе навистина сметат, апсолутно сметат. И тука треба државата, е таа генерално, ние сите како поединци, и затоа вериме за културата, дека не е добро секогаш да се обвинува само некој друг. Културата ја создаваме ние, вредностите ги создаваме ние, и сметам дека секој од нас, доколку се преиспита себе си, што прави во својот микросвет, колку тој придонесува,
тоа апсолутно потоа како енергија и како бранови може да има позитивен исход. Значи културата е темел во државата. Значи за многу вредности во кои што таа апсолутно мора да има влијание, да не речем врз сите кои што го градиме општеството со различни професии. Културата не подразбира само луѓе кои што се занимаваат со уметност. А што мислите, и недостасува поголема агресивност, поголем активизам кај културните работници? Апсолутно, да. Или може би една генерална смерница, што велите вие, поставена некоја рамка од страна на државата? Апсолутно треба да се отвори целосно влезот на културата во сите пори во општеството. Тоа е мојот став, повторно велам дека културата не се однесува само на луѓето од културата. Бидејќи имаме култура на однесување, култура кон самите себе си, Култура на диалог, што ја немаме, да речеме така. Сакате политички, било каков, значи културата е апсолутно, затоа велам, на човечка активност која што се негува, која што е апсолутно еден адаптивен процес, значи тоа има процес на адаптација, може да се пренесе, има влијание, и како таква има таа магија која што може да го преобрази општеството на подобро. Нема друг начин освен културата, како стратегија, како мисија која што може да ги прочисти сите условно поцрнети делови од едно општество, ако сакате, од корупција до било што. Значи, ако имаме култура на активност, култура на живење, култура на однесување кон нашата средина, од микро, да речем, простор до повеќе, поширок простор, апсолутно ќе се осети тоа на секој ниво. Јана, што мислите вие, каде беше местото и улогата на културата и на уметноста во годините зад нас и каде е сега? Наместо да напредуваме, некако ние имаме чувство, сите ние овие генерации, дека нешто како да оди наназад. Мислам дека треба да сме похрабри сите ние кои што припагаме во делот на културните дејности во смисол на тоа влијание во кое што го говорам сега. Ние како автори може да говориме за авторство и за оној уметнички процес кој што е нешто сосема различно. Значи, вие творите, ама треба да има публика нели соодветна на тоа, па и тоа и да го прати и да го следи апсолутно и да го валоризира. И луѓето од културата се, да речем, преносители, најголемите мислители, интелектуалци кои што направиле сериозни промени и оставиле преку самото творештво и во историјата, и денес е така. Значи не сме ни единствена генерација кои што имаат проблеми од секаков тип, имало и не дај Боже и полоши времиња. Меѓутоа тоа што недостасува е процентот на влијание на културата врз популацијата во Македонија. Значи ние тука имаме минимален инпут. Од преку медиумите колку културата е застапена во форма на дебати, емисии од култура, кои што ќе влијаат на младите да видат што е култура. Проблемскиот аспект практично да се зафати. Значи зборуваме можеби повеќе од социолошки аспекти, а не сум социолог, иако припаѓам нели како ликовен уметник, како професор во делот на уметностите, но не велам повторно дека културата се однесува само на луѓето кои што се бават со задолжени за култура, него потребна и стратегија. Тоа е ако сакате одгоре надоле таа хоризонтала, вертикала, како и да го наречеме, мора да има апсолутно најголемо влијание. Кога секој од нас ќе се запраша дали јас денес културно се однесував во текот на денот кон сите околу мене, дали јас придонесов професионално тоа што јас го работам, дали се борам против аномалиите кои што ги има секој општество, не сме ни единствени кои што имаме проблеми, меѓутоа предничат оние општества во кои што културата се негува не само финансиски во однос на процесот на творење, кој што го имаме реално од Министерството за култура, тоа секогаш било така и но не е доволно. Не е доволно од една страна, бидејќи и ние, тоа велам, треба да се запрашаме што ние придонесуваме, нели, како единка во едно општество, а процесот на творење и процесот на креирање на нештата е сосема нешто друго, кое што оди во форма на презентација, изложби, музички концерти, филмови и така натаму. Значи, тоа процесот на творење е една работа, меѓутоа како тоа влие во општеството е друга работа. Значи, ние сме сведоци денес дека многу малку и од младите посетуваат изложби.
Значи, зборуваме за вистински вредности. Ние сега не зборуваме за вкусови, туку тоа е нешто што многу често денес се меша и се вели па добро, некој може би сака да слуша джез, јас сакам да слушам турбофолк. Мислам, луѓето кои што се сериозни во едно општество знаат точно за што говорам, дека не може да биде исто. Не може да биде исто и дека вкусовите се една работа, но треба да доминира таа естетика со вредности, културни вредности, бидејќи културните вредности во едно општество велиме дека се менливи од повеќе аспекти, од аспект на промена на генерации, технологија, влијание на технологија во култура, многу сегменти кои што влијаат на самата култура, како мисија, како акција. Но од друга страна, тоа е проблемот кај нас, што дозволивме културата да нема влијание во живењето на граѓаните во нашето општество. Значи, таа мора да биде доминантна и тука е крај на приказната. Значи, не сме таа да биде минимализирана. Јас пак, иако сум човек кој што секогаш гледа напред, но некогаш треба нели да погледнеме назад. Јас мислам дека некако низ овие 3 децении и повеќе независност ние како да се изгубивме попат некаде. Можеби и општествените прилики тоа го направија. Инаку имало култура мислам меѓу македонските граѓани, култура на посета на представи, што велите вие, на ликовни изложби, на секој ден сегмент од страна на културата, но некако во еден период како сето тоа да затаи. И сега не можеме да се собереме, не знам, тоа е мое чувство. Затаи веројатно од повеќе причини, затаи повторно поради таа поделеност на професии и дејности, значи дека затоа велам дека културата не се однесува само на луѓето од културата. Значи на една театарска представа не доаѓаат само актери и режисери да гледаат, значи ја гледаат сите оние кои што имаат интерес преку тој медиум и имаат потреба апсолутно да дојдат да влезат во театар, така убаво, апсолутно. Да се дотераат убаво и да појдат. Значи тие навики, тие културни вредности кои што едно општество ги гради, а ги имало, не дека не, но ние по пат некако ги изгубивме. Да. И сметам дека треба да ги потсетиме сите кои што раководат со нашата држава како власт, дека културата е број 1. Професор сте на Европскиот универзитет. Колку е интересот кај младите присутен за уметност и за култура, за ликовната уметност, на која што вие сте представени? На нашиот факултет има, тој е факултет за уметност и дизајн. Интересно е кога ќе размислам за генерациите, јас сум 20 години во високото образование и можам да направам слободно една споредба. Има разлика на вистина од секоја генерација, од генерација до генерација. Позитивните страни на овие генерации е тоа што се поснаодливи, имаат повеќе услови, некако, да. Похрабри, може да донесат веднаш одлука, да променат во текот на денот повеќе работи, тоа не сметам дека е нестабилност, него едноставно си бараат тоа што го заслужиле. Ако вложиле во себе во едукација, тие нормално е во општеството да го бараат тоа што вложиле преку едукацијата своето место заслужено да можат своето знаење да го пренесат во општеството како знаење. Од друга страна, би рекла, ајде, негативно е, ако може така да се нарече, што им недостасува повеќе студиозен пристап на учење и на примање на знаење. Живееме во време на предприемништво, каде што веројатно сведоци гледаат дека некој преку ноќ може и да заработи пари. Вредностите се апсолутно секогаш кроз тој фокус на финансиите, кои што не велам дека не се важни, апсолутно се важни за секој од нас во секојдневието и во начинот на живење. Меѓутоа, сакаат да стекнат вештини брзи и крајната цел е секако финансии. Не сметам дека тоа е лошо, но не сме и тоа да биде толку доминантно и мора да се фокусираат на еден поспор пристап на студирање, на знаење, бидејќи не може преку ноќ никој
Така најубаво е секој научи. скалило сепак да се помине во таа хиерархија, нема брзи резултати, брзите резултати како да можеби брзо ќе блеснеш, ама и брзо ќе изгаснеш. Немаме Инстаграм професија. Така, Инстаграм професија баш така. И дигиталните алатки за нешто се добри, меѓутоа и за многу аспекти можеби од нивната, како да кажам, и негативна страна повеќе се абсорбираат од страна и се користат од младите, но добро, секогаш има, како велиме, детски болести, да се надеваме дека и тие ќе се надминат во еден период. Уметноста, културата, ликовната уметност, колку е присутна во образовниот систем? Дали можеби тука треба да се менува со бројот на часови? Така. Јас ќе го кажам од став дека не е проблемот во бројките, колку ќе има часови по музичко, ликовно и така натаму. Проблемот е во квалитетната настава. Да, сметам дека треба да имаат поголем број на часови, тоа дефинитивно. Од една проста причина, бидејќи уметностите најмногу влијаат во развојот на младите. Започнувајќи, ако сакате, од основните, од градинката, значи од предучилишната возраст, каде што малите деца токму преку уметностите го развиваат својот персонален идентитет, преку цртежот, преку основните форми, пред да научат да пишуваат. Значи тоа се педагошки мерки. Точно се изразува преку цртежот, се изразува преку детскиот цртеж, преку оној систем кој што е влезен како наука. Значи имаме колеги кои што тоа го работат, педагошките науки, тоа го сметаат за правило и тоа е така. Мислам дека повторно доаѓаме до влијанието на културата и во образованието. Таа е посебна, да речеме, единка во процесот на образование. Многу сложен процес е кога се говори за образование и не сметам дека е само така црно-бело. Проблемот е во образованието, знаете како, ако сакате да урнете една држава, ако ги струшите темелите на образованието, здравството, тие основни постулати кои што ја носат една држава, апсолутно таа држава ќе биде расклинкана. За жал, минатите години сме биле сведоци на експерименти од секаков тип, и во културата и во образованието. Сакам да верувам дека целта била добронамерна, но тоа што веројатно недостасува е последователност на, ако сакате, една мисија на еден министер па друг, значи некако секогаш се има чувство дека секој сака да почне од ново. Од нула, да. И од нула. И тие кои што биле, навистина сакам да верувам дека е тоа со добра цел и дека е со добра намера да се подобрат условите. И факт е дека имаме подобрување во тој дел. Треба да влезат сите луѓе во сите советодавни дела во тие министерства со цел да помогнат како искусни. Јас себе си се сметам за средна генерација која што доста вложила во високо образование и во пред се во самата себе, нели, во кој што смета дека преку образованието сум позади мене има веќе 20 на генерации кои што се наши алумни, кои што навистина со гордост можам да сведочам за нивното делување денес што тие научиле од мене и од колегите. Навистина се зборува за образование, треба многу веројатно емисии да се посвети на тоа и повторно велам, не сметам дека е тоа црно-бело. Треба вистински луѓе на вистинско место. На вистинска места. Кај нас, нели, пошто се местат политички коцките, да речем и представници, па и во културата, никако да видиме, со исклучок на последниот министер, сигурно имало и предходно, кој што е артист, нели, кој што е сега министер за култура, но дали е тоа доволно што велите вие? Па има раководители, има и тоа, главно секогаш биле политички представници во културата. Сега некои се снашле подобро, некои не се снашле подобро, меѓутоа, што велите вие, треба од фелата за секоја една одредена област, како некој што е представник на фелата, што може, нели, да даде, ја не верувам дека некој друг политички представник, па да ги има и сите поени од целата партија, што се вели.
Може би и Знаете тука дел настрада културата низ годините, зборува. Знаете како, кај нас во Македонија, повторно велам, тоа што лично мене ми смета е таа тој еден, ако може вака малце погрубо кажано, плукачки наратив, кој што навистина смета, а говориме за култура. Треба да зборуваме со факти и со аргументи. Мене не ми смета, секој има демократско право да биде член на партија, да делува според тој систем организиран, кој што патем политичките партии се организирани историски, нели гледано, за... Ние сме парламентарна демократија, политички партии, нели? Проблемот е што да се донесе општото добро во културата е работа со професионалци. Не смета дали е министерот актер или е менаџер или навистина, не сакам да држам страна, но сакам да се надевам дека работите ќе одат во подобра насока. Значи, тоа не е врзување за политичка партија, но мора да одат подобро. Бидејќи ако ние како граѓани, на кој јас сум цело време фокусирана на тој плукачки наратив во кој што никој не ми е добар, и постојано велам дека се е црно и дека да, имаме сериозни проблеми, и не велам дека се е розово, меѓутоа треба да го смениме начинот како да го подобриме општеството. Можеме со многу дискусија, професионално, различна, демократска, така, со крстување на аргументи, зошто да, без зошто не, црно-бела политика, значи се со една цел да се подобрат работите. И навистина сакам да верувам, бидејќи во еден период сметав дека повеќе толку е со Македонија и дека сме го допреле дното и дека полошо тоа едноставно не може да биде. Но кога беше тој момент? Ќе сакате да откриете? Генерално зборувам, не мислам за ниту една за политичка партија. Меѓутоа така, сведоци сме биле на ситуации во кои што гледате дека да работите не одат нарно. Но тоа чувство на апатија исто така не е добро, бидејќи ако се прошири во општеството еден таков негативен дискурс, не сметам дека ќе ги подобриме работите. Сметам дека секој од нас има демократско право да понуди на највисок ранг идеја, концепт за некаков собир дебата. Значи да не чекаме постојано некој друг тоа да ни го наметне. Ние велиме дека сме демократско општество, ама јас често милувам себе си прво да се анализирам и не ми се случило до сега да ме врати било кој министер, било кој што е на раководна функција, ако јас предложам нешто во интерес на нели, уметностите, културата, не ми се случило тоа. Тоа ми дава надеж дека работите мора да одат во таа насока. Тоа не значи да нема критика, не значи да нема конструктивна критика, но и ако биде само критика без аргументи, затоа што така во еден период значи не постојано е така, значи не сакам да биде некој јас како гледам црно-бело. Значи не застапувам ниту една страна, но навистина сметам дека сите ние првенствено треба многу добро да се запрашаме што правиме ние како единка од културата, колку сме придонеле и секој реален проблем кој што ќе ни се покаже на патот, не треба да го премолчиме, да го доставиме во форма на конструктивен предлог и проблем до надлежните, кои што треба да се отворени и се отворени за соработка. Сега, нема идеално, нормално дека не сакам да идеализирам, меѓутоа сакам да верувам дека мора да се почне со еден малку по-позитивистички став. Така. Рековте дека има доста црни слики, сигурно дека што велите не има црно-бело, се е сиво, меѓутоа Македонија поминала доста премрежија, само до пред еден месец слушнавме на вестите додека чекавме нели да почне емисијата, утре еден месец се навршува страшната трагедија во Кочани. Манева Чупоска, кога би и можеле со
со боите, со вашата нели уметност која е вградена длабоко во вас, мислам, вашата дарба, како да кажам, и едуцираност. Практично да насликате каква би била сликата за Македонија гледано низ призмата на ова што се случи во Кочани, за жал. Најнапред би сакала јавно да изразам сочувство до семејствата за големата трагедија која што не погоди сите нас. Навистина, од тој ден веќе ништо не е исто во нашата држава. Навистина голема трагедија, искрено сочувствувам, бидејќи згасна млади животи. Тоа повторно го отвара прашањето и на културата, ако размислиме подобро. Многу е тешко да се говори, јас не сум експерт од таа област, но зборувам емотивно и како граѓанин. Затоа би реков, кога би се нашле пред сликарско платно, и кои бои би доминирале, што би испаднало или не можете монохроно, црно-бело, односно и во најголемите трагедии, колку и да звучи популистички, мора да гледаме напред, мора да гледаме позитивно заради идните генерации кои што доаѓаат. Тоа нема да ја намали болката и не го минимизирам проблемот на таа страшна трагедија која што се случи, и тоа ќе остане секогаш во нашата колективна меморија, во колективната меморија на сите нас граѓани. Повторно доаѓаме, велам, до тоа што значи култура. Ако говориме за култура и професионализам, тука има широка дебата. Односно, кои се тие стандарди кои што треба да ги имаме во една држава за добра изложба. За жал тоа се случи со млади луѓе, но не де Боже може да се случи на секое ниво. Да. Од лифтот кој што го имаме во зградите до да речеме, па еве и да направиме анализа на состојбата на ликовните галерии во Македонија. Значи, во каква состојба се? Многу треба инвестиција тука, апсолутно. Значи јас еве од кога не е инвестирано, не знам јас точно, мислам тоа треба да кажат посебно јавните институции, треба сериозно не само апарат за противпожар, значи во какви услови се нели сите тие изложбени експонати, како се чуваат, значи тоа колегите кои што работат во тие институции најдобро знаат. Мора да се стремиме за подобри критериуми и ова е најдобро намерно кажано. Мора одредени финанси да се пренасочат во заштита нели на тоа културно наследство. Ја повторно велам, не можам да говорам, не сум експерт за тоа, но можам да говорам како дел, како уметник, како автор кој што изложува во галериите во Скопје, во споредба или низ Македонија, во споредба со галерии надвор. Тоа не се споредува, претпоставувам. Знаете како, дури не е секогаш во финансиите. Не е секогаш во финансиите, бидејќи, да, од една страна треба темелна инвестиција на самиот објект, да се подобри осветлување, значи има критериуми за што значи изложбена дејност, односно како може ние да поставиме. Треба многу работа, многу средства, од друга страна и апел до моите колеги, за сите оние кои што мислат дека ќе придонесат да се подобрат нештата во културата е само да се Јас сметам дека тоа е само решение. Да се разговара за тоа и да се гледаат начини како да се подобрат работите. Апсолутно, да се пренесат од тој што зависи. Ако зависи од едно министерство, ја повторно велам, не верувам дека некој од Министерство за култура ќе ги врати, ќе им рече, знаете што, ние немаме време за вас. Ќе ги примат, но да има, велам, одзив и од наша страна, да не се чека постојано да ни ги решат проблемите некој кој што да, ја има тај министер, кого сакате, меѓутоа мора да е двонасочното. Еве, вие се охрабривте, зборувате, очекувате сега, нели вашиот пример да го следат и други или други можеби пред вас излегле и зборувале за овие. Верувам дека е така, да. Така, да, овие прашања. Колку е тешко да се биде ликовен уметник во Македонија? И од аспект нели на она
комерцијалниот дел, да речеме, не е само убавото да се изложи граѓани да дојдат да го видат, туку утре други да купи некој уметничко дело. На времето знам дека имаше државата застана како во откуп на уметнички дела, не знам дали тоа денеска ви недостасува како уметници, да речеме, повремено да се организираат такви. Да, тоа беше убаво време, морам да признам, во смисол на чувството на авторот да го продаде своето дело. Многу малку. Бидејќи тоа представува голем притисок, вие ќе го изработите, ќе го направите, него ви треба сега и менаџери да бидете за да можете да го продадете тоа. Да, тој е културен менаџмент, кај нас изостанува во однос на менаџирање на, да речам, продажба на ликовни дела. Имаме галерии кои што тоа го прават, но не е тоа. Тоа може индивидуално јас да дадам дела во галерија и тие да се продаваат. Зборуваме за еден процес кој што е постојан, кога еден менаџер ќе се грижи за уметникот и ќе му помага да ги продаде своето творештво, своите дела. Прво да не се заборави дека ние инвестираме финансии во тоа што го правиме. Значи инвестираме големи финансии во сликарски материјал, каков и да е, дали е класичен или е во крајна линија, ако го правите тоа во современите алатки дигитално, ви треба добар компјутер кој што во себе треба да има програми кои што ќе ги издржи, нели, како таа графичка картица кој што ќе издржи да правите посериозни дела. Не мислам само на четка и на платно и на штафелај. Значи авторот вложува во себе. Сега кога ќе дојде до моментот за продажба, тука е секогаш знак прашалник. Многу малку се ликовните уметници денес кои што може да живеат од своето творештво. Затоа сите ние работиме и нешто друго. Не дека јас себе сум професор, сакам и тоа да го работам. Меѓутоа многу малку се, повторно велам, ликовните уметници кои што може да си дозволат на месечно ниво да си ги подмират своите сметки за телефон, за струја, за своите потреби, за своето семејство и така натаму. Тоа е речиси невозможно. Така. Доаѓаме до крајот на емисијата. Која порака е за крај? Иако упативте повеќе пораки, претпоставам ќе стигнат онамо до каде што ги упативте. Само уште едно прашање. Вие доминира кај вас традицијата, минатото, орнаментиката, ако добро се изрази во народната носија, таа доминира во вашите дела. Од каде е толку љубов за да го представите на платно сето она што било наше традиционално обележие низ годините? Да, јас докторирав на тема од областта на македонскиот фолклор и сметам дека македонскиот фолклор е едно поле кое што е непресушно богатство на истражување и инспирација како ликовен уметник. Тоа е некој мој двојбен пристап во сето ова и додека го работев докторатот, јас направив и неколку изложби, директно инспирирани од македонскиот фолклор. Сметам дека апсолутно тој па од друга страна како инспирација и може да му се додаде современа конотација и да биде крајно осовремен и да биде инспирација и за младите генерации кои што македонскиот фолклор го сметаат за нешто застарено, анахроно, немодерно. Тоа воопшто не е така. И дека треба да си го сакаме, ако говориме за идентитет, не можеме ако го нема фолклорот тука. Че сите тие обичаи, традиции кои што се дел од културата, историски, меѓутоа исто така треба да ги пренесеме на идните генерации како сведоци на едно време дека не сме ние тие кои што се започнало од нас. Некој имал претходно, кој што исто така создал некакво богатство и кој што е директна идентификација на нашата култура и историја. Така. Благодарам што бевте дел од оваа емисија Аргумент. Се надевам прво гостување, но не и последно. Благодарам. Убаво се изразивте, испративте и пораки до оние, се надевам до тие до каде што се испратени ќе бидат како добронамерно прифатени. Еднакво добро се изразувате како на сликарското платно, така и во емисија. Благодарам што бевте дел од Аргумент Плюс. Благодарам и вам за поканата. Почитувани, благодарност за вниманието. Имајте пријатна вечер со програмите на Телевизија 24. Довидување.